Почитуван претседател на владата Ковачевски, почитуван директор на јавното претпријатие за државни патишта ЕЈУ Рустеми, почитувана пратеничке Рамбабова, почитувани медиуми, почитувани граѓани. Мојата порака денеска до сите граѓани на Штип, Пробиштип, Кочани, Чешиново Облешево, Виница и останатите општини и населени места од овој регион е дека владата води грижа за своите граѓани, а овој источен регион, кој што беше најзапоставен регион, денеска овде гледаме големи инвестиции, гледаме отворање на нови работни места, подобро, модерно и побезбедно поврзување на граѓаните од целиот регион. И овој експресен пат од Крупиште до Кочани е само еден доказ за тоа. Доказ е и изградениот автопат од Миладиновци до Штип. Доказ е изградената модерна делница од експресниот пат од Штип до Крупиште. Доказ е и рехабилитацијата на патот од Крупиште кон Пробиштип. Експресниот пат од Штип кон Радовиш, кој веќе е во функција, реконструираната обиколница околу Кочани, рехабилитираните патишта кои поминуваат низ Делчево, Виница, Штип и целиот регион, рехабилитирањето на патниот правец кон Пониква, рехабилитираниот патен правец од Пробиштип кон Лесново, патишта во Радовишкиот и Струмичкиот регион. И речиси да нема патен правец во источниот регион кој не сме го рехабилитирале и не сме ја зголемиле безбедноста во сообраќајот. Сите овие инвестиции покажуваат дека во нашата програма за регионален развој даваме посебно значење на сите региони. Со премиерот Ковачевски и директорот Рустеми пред извесен период бевме на овој пат, кога дадовме ветување дека граѓаните ќе добијат нова и пред се безбедна патна врска. Деновиве се одвиваат завршните градежни работи на оваа делница и можеме да најавиме дека пред завршување на оваа календарска година ќе заврши изградбата и ќе биде пуштен во сообраќај овој пат. Предизвиците беа сериозни, но еве и на овој капитален проект успеваме да ги завршиме сите градежни работи и да го донесеме до самиот крај. Со тоа заокружуваме инвестиција во вредност од околу 46 милиони евра и завршување на целата патна врска од Штип до Кочани. Изградбата на овој експресен пат е сериозен инпут за влез на многу нови инвеститори, за зголемување на работните места, но и подобра комуникација помеѓу граѓаните. Со изградбата на овој експресен пат до Кочани го подигнуваме животниот стандард на преку 170.000 жители од целиот источен регион. Создаваме поволни услови за развој и регионално поврзување. Како влада силен фокус дадовме на зголемување на безбедноста. Токму со овој пат посебно значење му даваме на регионот со подигнување на безбедноста во сообраќајот. Во овој момент имаме регионален пат кој што е доста искористен од патнички и товарни возила, како и од земјоделска механизација. Изградбата на експресниот пат од Штип до Кочани нуди модерно патно решение кое уверуваме дека ќе придонесе за зголемување на безбедноста во сообраќајот. Премиерот веќе спомна дека со овој експресен пат се скратува времето за патување кон Скопје, како и кон централниот дел од државата. И тоа најдобро го знаат граѓаните кои редовно го користат овој пат и веќе ги чувствуваат придобивките. Изградбата на патиштата е стратешки приоритет на кој остануваме целосно посветени и фокусирани заради забрзан економски раст и развој на државата. Во услови кога во светот имаме огромна економска и енергетска криза. Но и во такви услови успеваме посветено силно да ги движиме сите капитални проекти да обезбедат континуитет. Морам да споменам тука уште еден факт, а тоа е фактот дека во оваа 2022 година, во најтешката економска година за државата после Втората светска војна, успеваме да завршиме два нови модерни, безбедни експресни патишта во државата. Веќе покажавме на терен дека сме силно фокусирани на модернизација на патиштата, на изградба на железницата, на европските коридори, на економскиот развој на нашата земја и создавање на подобри услови за живот на граѓаните во државата. Ви благодарам.